Добро вечер. Со бројни албански знамења, извици УЧК и транспаренти со политички и националистички пораки, неколку стотици луѓе по втор пат протестираа во Скопје со барање да се дозволи полагање на правосудниот испит на албански јазик. Во пресрет на протестот, средба одржаа владините партнери, по која соопштија дека институциите активно работат на решенија кои ќе бидат усогласени со Уставот и со Законот за употреба на јазиците. Протестот го следаше Игор Манасиевски. Со 1 час доцнење заради автобусите со студенти од други градови се одржа протестот на студентите на кој се бара правосудниот испит да може да се полага и на албански јазик. Иако на транспарентите беа испишани паролите "Студентите не се предаваат, не ми ја допирајте иднината" и знаењето "Нема забранет јазик", сепак на протестот доминира албанските знамиња, неколку од Европската унија и САД и ниту едно македонско знаме, како и извиците УЧК. Пред да пристигне големата група пред Министерството за правда, имаше и мал инцидент, во кој полицијата многу брзо реагираше и уапси 3 лица кои меѓу себе се кошкаа. Пред почетокот на протестот во владата се одржа работна средба меѓу премиерот Мицкоски и двоецот од Влен, Меджити и Касами, за прашањето на употребата на јазиците при полагање на правосудниот испит. Од владата смируваат дека наскоро ќе има решение, но и тврдат дека во државава има политички сили насочени кон конфликти. Како влада работиме и многу скоро ќе излеземе со предлог решение кој ќе биде во согласно со препораките на Венецијанската комисија и согласно меѓународните стандарди. Исто така, изразуваме жалење што има политички сили во државава кои што не сакаат да бидеме земја која што е напредна, која што има реформи, туку повеќе би сакале во земјата да има конфликти, немири и протести. Со кратки објави на социјалните мрежи, лидерите на Вреди најавија дека наскоро правосудниот испит ќе се полага и на албански јазик, додека од нивната партија се спротиставија на, како што велат, инструментализирање на протестот за политички цели од опозицијската ДУИ. Претходно, евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас порача дека решението треба да биде во согласност со Уставот на државава. А пред малку пресконференција одржа и партијата Влен. Министерот Бесар Дурмиши ја обвини ДУИ дека манипулирала со протестот на студентите и ги повика да не подлегнуваат на провокации во време кога институциите работат на решението. Албанците не се наивни. Тие многу јасно гледат дека зад ова врева не стои грижата за студентите, туку стои борбата за изгубената власт. Затоа вистинското прашање е: зошто Али Амети се крие за студентите? Зошто не им кажува на албанците дека ова прашање не го реши кога целата власт беше во неговите раце? Уште еднаш Али Амети покажа дека го фрла каменот, а ја крие раката. Го подпалува огнот од позади, додека ги турка другите напред, а потоа се обиденува политички да профитира. Од ноќеска на полнок поскапуваат горивата од 2 до 2,5 денари. Дополнителен удар за джебот на граѓаните и завршувањето на попустот од ОКТА, со што горивата ќе поскапат за дополнителни 2 до 3 денари. Бензинот Евро Супер BS95 од ноќеска на полнок ќе се продава поскапо за 2 динара, додека Евро Супер 98 и дизелот за 2,5 денари. Одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. За половина динар поевтинува цената на екстралистното масло за домакинство. Со новите цени, граѓаните ќе точат бензин 95-ка по цена од 87 денари, 98-ца за 89 денари, а дизелот ќе чини 92 динара. Претходно на вонредна седница, владата донесе одлука. Мерките поврзани со горивата, кои почнаа да важат од 24 март, да останат на сила до 1 јуни. Тоа значи дека и понатаму ќе важат намаленото ДДВ и пониските акцизи за бензинот и дизелот. Според владините проценки, продолжувањето на мерките треба да помогне во одржување на постабилни цени на домашниот пазар и да спречи поголеми ценовни разлики во однос на земјите од регионот. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека мерките се продолжуваат поради нестабилностите на светските енергетски пазари и потребата да се задржи ценовен баланс во период на зголемени глобални ризици. Цените на нафтата на светските пазари од почетокот на војната во Иран и по затворањето на Ормудскиот теснец пораснаа за над $30 за барел.
Собранието ја изгласа потребата законот со кој се овозможува ново задолжување на државата од 260 милиони евра да се гласа по скратена постапка. Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски, презентирајќи ја потребата пред пратениците, истакна дека постапката е целосно транспарентна и дека не се работи за неочекуван потек, туку за однапред предвидена финансиска мерка и дека целта на задолжувањето е да се обезбеди стабилност и ликвидност на државниот буџет. СДСМ побара точката да се симне од дневен ред и да се оди по редовна постапка за гласање. Опозицијските пратеници изразија загриженост за состојбата на државниот буџет, за континуираниот раст на јавниот долг, како и за брзината со која се носат вакви значајни финансиски одлуки без подетална и поширока парламентарна расправа. Владеачкото мнозинство не го поддржа предлогот на СДСМ за измени на законот за влада, кои предвидуваа министри да имаат само македонско државјанство. Во собранието се одржа и седница за опозицијски прашања, на која шефот на дипломатијата Муцунски уште еднаш повтори дека уставни измени сега не се можни. Уставни измени во овој момент и под вакви услови не се можни, а диалогот со официјална Софија ќе продолжи, порача министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски од собраниската говорница, одговарајќи на пратеничко прашање на Арбана Пашоли од ДУИ, дали државата има стратегија како ќе оди напред по европскиот пат ако владата не ги направи уставните измени. Шефот на дипломатијата посочи дека владата го гледа патот напред со максимална фокусираност на реформската агенда и дополнителни гаранции дека државата нема да биде условувана со билатерални прашања. Македонија води проактивна дипломатија со Бугарија, вели тој, зашто Муцунски побарал средба со неговата бугарска колешка за крајот на оваа недела. Дали ова влада има конкретна стратегија и реална волја за продолжување на процесот, евроинтегративниот процес, или нашите граѓани треба да бидат подготвени за изолација, долга изолација на државата. Во овој момент, под вакви услови, нема услови за уставни измени. Напоменувам дека тоа не значи дека ние треба да прекинеме со диалогот, напротив, треба да водиме проактивна дипломатија. Треба да дискутираме за многу работи, вклучително и за овој неевропски спор кој што се наметнува на нашата држава, а и тука да бидеме реални, дозволивте вие. Пред почетокот на седницата, пратениците од СДСМ предложија измени на законот за влада по скратена постапка, со кои се предвидува министрите да имаат исклучиво македонско државјанство, како што власта предлага за пратениците, но владеачкото мнозинство не ја поддржа потребата од нивно носење. За измените на законот предложен од СДСМ гласаа само 20 опозицијски пратеници. Координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски ги повика ВМРО ДПМН да не бегаат од законот што самите го најавувале, чија цел е да се воспостават еднакви критериуми за сите избрани и именувани функционери. Носење на вакво законско решение би било исправно во овој момент да членовите на владата, оние кои што се обврзуваат дека ќе служат на граѓаните, да бидат исклучиво државјани на државата на која што служат, државата на која што сакале да помогнат, државата која што ги финансира и така натаму. Во фокусот на опозицијските прашања до власта беше и отсуството на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи и неговото избегнување на работните обврски во владата. Од СДСМ побараа тој да одговори колку денови бил присутен на работното место, кој му ги покрива трошоците за патувања и како е дозволиво заменик премиер да зема плата од граѓаните, а да не оди на работа. Фетаи не беше присутен на денешната седница и тој воопшто не го известил собранието дали ќе се појави или не, информираше собранискиот потпредседател Антонио Милошовски. Словенија останува цврст и искрен поддржувач на проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан, порача председателката Наташа Пирц-Мусар по средбата во Љубљана со македонската председателка Селјановска Давкова, која престојува во официјална посета на земјата.
Денес Северна Македонија во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската Унија. Словенија, значи, и понатаму ќе действува во оваа се поголема група за иницирање на квалифицирана мнозинство. Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Ако не сме спремни да го разбереме соседот во регионот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот во регионот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно.